Остри критики од енергетските експерти до владата зашто навреме не презеле мерки знаејќи ги последиците од енергетската криза која ни тропа на врата. Прашањето е дали ќе успее земјава да најде јаглен за РЕК Битола и ТЕЦ Осломеј. Според универзитетскиот професор Константин Димитров, увозот на јаглен е само една од низата мерки која се презема за справување со енергетската криза, но според него и таа е задоцнета. Тапани после свадба не оди, доцна е. Ова е се тенденциозно, злонамерно да се уништи стопанството во Македонија и да се продаде Македонија на барабан или да се подели меѓу комшии. Предупредува дека државата и граѓаните го плаќаат цехот за глувоста на власта, но и апелите на енергетичарите дека ќе се случи криза. Пред 4 години имаше тендер да се гради, да почне Чеврен. Не се почна. Пред 4 години, директно знам, имаше студија направена за 3 централи на газ во Македонија. 3 помали. Една да биде во Поло, меѓу Тетово Гостивар, една да биде во Штип, една Велес или Скопје. Беа студии до денеска требаше веќе до 50% да бидат направени. Сите студии кои биле направени за во земјава да се градат хидроцентрали, според Димитров биле ставени во фиока. Последна во низата бил планот како ТЕЦ Неготино да се стави во функција, но напорите нешто да се направи пропаднале во вода. Лудош носат мазут во Битола, а имаат таму кај што може да работи у Неготино. Да зборам понатака. Имате 30 мегавати во центарот на Скопје во ЕЛЕМ енергетика. И лидерот на ВМРО ДПМН е Христијан Мицкоски критикува за неспособност и предупредува дека поради проблеми со ископ на јаглен, државата ќе биде приморана да набавува. Не можам да го копам, немам време, доаѓа зима, обично се подготвуваат блоковите и вие на депонија пред да почне грената сезона треба да имате ова време 500.000 тони на депонија во Битола. Они немаат ни 50.000. И се викаат ќе носиме. И најблиску е нормално, тендер ќе биде, но најверојатно тоа ќе биде од соседно Косово. Премиерот Зоран Заев пак прв пат признава дека земјава се соочува со енергетска криза и не знае дали до нова година ќе имаме нова поскапа цена на струјата. Да, ќе биде криза. Гледам мојот пријател и колега од Албанија, Еди Рама алармирам нормално и јас, енергетската криза ќе биде видлива, цените се високи, но да ги почекаме следните недели и месеци, да видиме како ќе се одвиваат состојбите. Електрани на Македонија веќе соопштија дека рокот на тендерот за набавка на 1 милион тони јаглен е пролонгиран за до понеделник, зашто тоа го барале заинтересираните фирми. Интерес покрај домашните компании имало и фирми од Србија, Косово и Грција. Од ДСМ се надеваа дека постапката за набавка на јаглено ќе била успешна. Она што сега е за утеха е дека цената за домаќинствата ќе остане иста уште 2 месеци, иако дел од експертите очекуваат дека таа ќе се зголеми и после јануари. Прогнозите се дека по првата половина од 2022 година цената на светските берзи ќе се стабилизира.